Пушењето цигари и покрај тоа што сите знаат дека влијае штетно на здравјето на човекот и представува причина за појава на многу заболувања. Се почесто го имаме не само кај повозрасните, туку и кај младите. Оттаму се поставува прашањето како да се намали бројот на пушачи. Стручните лица велат дека законот за забрана за пушење во затворени простории кој што се донесе пред неколку години е доста ефективен, а исто така и поскапувањето на цигари е една од превентивните мерки за намалување на пушење на цигари, особено кај младите лица. Со цел да се укаже на штетното влијание кое го има тутунот врз здравјето на човекот и да се намали бројот на пушачи, во Битола во Центарот за јавно здравје веќе извесен период работи бесплатното советувалиште за откажување од пушење на цигари. Процесот на откажување од цигарите вклучува серија на предавања, а потоа и редовни контроли од страна на стручен и обучен тим кои ја следат состојбата на пациентот. Начинот на работа, постапката, принципот на работа со поединците е следниот. Кога доаѓа пациентот, ние го запознаваме со штетното влијание на цигарите, на никотинот, кој што представува еден од најголемите, најтешките отрови воопшто кои што постојат, и со сите составни делови на тутунскиот чад, како влијат во организмот, се запознават со штетното влијание на тутунот врз здравјето на луѓето. Потоа им даваме совети и превентивни мерки, ги поддржуваме во нивната иницијатива за да се откажат од пушењето. Така да прво правиме едно тестирање да видиме до кој степен на никотинска зависност е пациентот. Бесплатните едукации за откажување од пушење се одржуваат 2 пати неделно по 2 часа, а советувалиштето во Битола, кое е наменето за населението од Ресен, Кичево, Демир Хисар и Битола, работи секој вторник и четврток од 11 до 13 часот во Центарот за јавно здравје.